Расте револтот на студентите, средношколците, невработените здравствените работници кои не се најдоа на списокот за платежни картички од владата, но дел од оние што ги има на листата се жала дека добиле смешни суми и далеку биле од предвидените 3.900 денари. И покрај хаосот и незадоволството од граѓаните, власта се правда дека проектот бил успешен со доделување на картичките. Граѓаните кои ги немало на списокот досега поднеле на 30.000 приговори, зашто како што рече министерот за економија ќе се разгледале сите поплаки. Сега ред било на институциите да ги поправат грешките поради неточните податоци. Не се поплаки сите мелови што се пристигнати во Министерството за економија, голем број од нив е од граѓани што веќе добиле, но претhodно не доставиле мейлови во управата за јавни приходи, а со дополнително доставување на мейлот во Министерството за економија, нив ќе им се прати ваучер. И додека власта се фали дека проектот бил успешен, над 85.000 пасивни невработени се револтирани од државата. Велат дека се разочарани од неажурноста на институциите, а на сметките наместо државна помош имале 0 денари. Сметаа дека биле дискриминирани и без работа и без пари. Ова е срамота, вика. Ова е баш срамота невидена. Кога сакаат може да се јават во УЈП, јас стварно немам ништо, апсолутно, никаков приход. За разлика од пасивните невработени кои останаа без денар, вработените на минималец ќе добијат и ваучер за да одат на летување и картичка со 3.000 денари. И додека на терен владее хаос пред банките, од Македонската банкарска асоциација апелираат корисниците на платежни картички да чекаат информации од банките, но главно и да не прават метеж пред филијалите.